Македонските политичари милува да зборуваат дека не очекува жешко политичко лето. Не следуваат уставни промени, почнаа собраниската процедура околу внесувањето на бугарите во преамбулата. Во издание на Трин гостин е Илија Димовски, поранешен пратеник, поранешен член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Господине Димовски, што е спорно во текстот од амандманите во она што е доставено до собранието? Има повеќе работи спорни. Значи, тоа што е внесено како материјал прво е избрзано, заради тоа што во оваа фаза од предлогот за измени, односно иницијативата за отварање на устав, не ни беше потребно да се дава текстот на амандманите, тоа оди во втора фаза. Сега требаше да се опише потребата само, дали има потреба воопшто. Очигледно владата избра да избрза со конкретен текст на амандманите, надевајќи се дека ќе создаде впечаток дека нема ништо страшно. Има повеќе работи кои што се проблематични. Прво, ништо од тоа што е внесено, односно најголем дел од тоа што е внесено, воопшто не е дел нити од протоколите, нити од заклучоците на Советот на Европа. Второ, страшно е прикривањето на што следи понатаму. Ние слушаме многу дискусии во последно време, во смисла дека Бугарија нема да има нови барања, Бугарија нема да има нови барања, но забораваме да влеземе во суштината на што значи тоа нови барања. Забораваме да влеземе во фактот дека веќе Република Македонија со склучениот договор во 2017 година и со двата меморандуми, едниот потпишан 2019, другиот минатата година, прифати многу нови услови кои што се дел од преговарачката рамка. Ние имаме проблем што барањата на Бугарија, условите на Бугарија стана европски барања и европски услови. Поминувањето на уставните амандмани во оваа смисла, во ваков контекст, под ваков диктат, ќе значи отварање на процесот кој што го имаме во протоколот со Бугарија, посебно во вториот. Од тој аспект, битката за овие уставни амандмани има и символично значење, во смисла да не се дозволи Македонија да навлезе во територија на промена на својата историографија, промена на своето издаваштво, својата продукција на филмска, драмска уметност и така натака, архивистика и десетина други работи кои што ги има во протоколите. Значи не би сакал да ги гледам уставните амандмани издвоени од целиот тој пакет. Но постојано се слуша тезата дека мора да дојде ако дојде ВМРО ДПМН на власт, ќе работиме на ревидирање на договорот со Бугарија, но она што е сосема јасно дека договор кој што е меѓународно признат не може да биде и ревидиран. Не е така, политиката е динамична работа, светот се менува во многу брзо темпо и имаме ситуација во која што денеска нас министерот за надворешни работи или претседателот на државата, доколку сакате, ни тврдат дека Бугарија нема да отстапи од своите позиции. Што ќе се случи ако Македонија не отстапува од своите позиции? Повторно ќе мора да се наоѓа решение, заради тоа што овој проблем кој што постои помеѓу Бугарија и Македонија има две компоненти. Првиот е национално и емотивна компонента, која што нас не тангира, идентитетски. Втората компонента е тоа што вие сакате да алудирате, во смисла на неговото значење во глобалното уредување на европскиот континент на односите. Секако дека проблем во кој што би влегле во односите со Бугарија ќе привлече внимание на меѓународната заедница, како што привлекува и во последните неколку години. Ние едноставно со нашиот чекор, како држава зборувам, треба да изградиме подобра позиција за Македонија, за да се отстранат сите можности, билатералните идентитетски дилеми кои што ги има Бугарија во однос на Македонија и македонскиот народ, да бидат отстранети од процесот на наше интегрирање кон Европската унија, односно да се вратиме на оно што представува база. База представува копенхашките критериуми и исполнувањето на основните вредности кои што тоа го значат. ВМРО ДПМН многу често вели уставните измени не може да поддржиме уставни измени под бугарски диктат. Еве да не зборуваме за бугарски диктат. Ако добиеме предлог по диктат на Вашингтон и Брисел, ќе го прифатиме? Видете, главен проблем во Република Македонија во последните 20 години е непостоењето на национално единство.
кога политичките фактори во државата, партиите, институциите би имале изградено национално единство, и меѓународниот фактор многу поодговорно и попрецизно ќе ги согледува нашите аргументи. Во ситуација кога меѓународниот фактор, без разлика дали е Бугарија, Грција, Србија, Вашингтон, Берлин, Брисел и така натака, кога тие гледаат дека има расцеп во политичкото действување во Република Македонија, секако дека поедноставно им е да работат со аргументите на страната која што е помека, по-лабилна, по-лефтерна кон прашањата, и тоа да го искористат како еден мал бран за наметнување на сеопшт печаток во државата. За жал, тој момент ние го видовме со Преспанскиот договор. Иако огромно мнозинство од македонскиот народ беше против Преспанскиот договор, се успеа таква една пукнатина да наметне решение кое што важи за државата во овој момент. Но што лошо видовме сега од Преспанскиот договор? Па видете, Преспанскиот договор има многу своји дефекти, во смисла на тоа дека прво се откажавме од 140 признавања на уставното име. Се откажавме од тужбата која што ја добивме во Хаг. Ние го отстапивме ексклузивното право на користење на зборот Македонија на Грција. Ние немаме право да користиме ексклузивно и единствено Македонија како збор. Грција има. Грција прави своји кампањи Macedonија да Great. Грција има свој конститутивен регион Македонија во рамки на своето уредување. Ние тоа го немаме и ние тоа го отстапивме. Ние имаме идентитетска поделба практично сега по форма на Преспанскиот договор. Ние имаме два македонски идентитети кои што меѓу себе не се допираат, се различни, целосно различни. Значи на долг рок постои опасност од изградба на два различни македонски национални идентитети. Така да многу обширно е прашањето со Преспа и мислам дека и во тој случај, и во овој случај, доколку првично постоеше национално единство помеѓу факторите во Република Македонија, договорите ќе беа многу поквалитетни. Тука не можам да обвинувам оваа страна или таа страна, не сакам во тоа да навлезам, но ние мора да дојдеме до точка во која што треба да разбереме дека дома, доколку со браќата, со сестрите, со родителите не најдеме решение, ние не можеме да преминеме во следна фаза на наоѓање на решение со комшиите. Ние практично меѓу себе двајца браќа се расправаат, ама едниот е со поддршка од комшијата или соработува со комшијата. Нема аирот таква состојба. Ние тоа го имаме и мора да најдеме начин да го измениме. Дефектот на бугарскиот договор е исто таков. Значи власта, министрите, истите се министри, истиот председател, не најдоа за сходно да разговараат со опозицијата, нити да ја информираат во процесот на прифаќање на така наречениот француски предлог. Значи не постоеше никаква комуникација, камоли барање на некаква согласност околу францускиот предлог. Сега е доцна. Сега практично власта превземала обврска за која што и тогаш знаела дека не може да ја исполни. Нема што сега ВМРО ДПМН да биде под притисок или да биде барано од ВМРО ДПМН да и помогне на власта да реализира ветување спрема меѓународниот фактор за кој што ако велите дека власта прифатила нешто што не може да исполни, така е. Дали тоа значи и сте уверени на некој начин дека ќе пропадне идејата за изгласување на уставните промени? Уверен сум заради тоа што контекстот во кој што живееме денеска е многу различен од тоа што беше пред 5 години. Тогаш власта беше во надоаѓање, ВМРО ДПМН беше во тешка ситуација, старо раководство збунето, не е тука, ново раководство се уште не е етаблирано, пратеничката група под силен притисок на редовното и на специјалното јавно обвинителство, впечатокот во јавноста, кампањата дека ВМРО ДПМН е крив за све во државата и така натака беше сосема друг контекст. Сега контекстот е различен. Меѓу другото не верувате значи дека оваа влада и ова парламентарно мнозинство ќе ги спроведе уставните промени? Не верувам во тоа. Не верувам во тоа. Што следува потоа? Кога би биле нормална држава, веднаш после тоа треба да следи процес на десолуција на македонскиот парламент и одење на нови избори. Заради тоа што и самото имплементирање на францускиот предлог, односно самото прифаќање на францускиот предлог, според мене по демократски стандарди ќе подразбираше прифатливост од граѓаните, потврдена, верифицирана на избори. Но прифаќањето на францускиот предлог и не
проаѓањето на уставните измени апсолутно ја доведува државата во ситуација во која што ќе мора да се провери на парламентарни избори кои се концептите од тука. Дополнително, оваа власт нема што повеќе да понуди политички. Значи, тоа е, се потрошени сите карти на кои што тие настапуваат. Да не навлегувам, да не ја ширам дискусијата околу здравство, образование, земјоделие и така натака, и тоа е сосема друга тема, но природно, нормално и добро за општеството е да се испушти притисокот од цевките. Знаете, ВМРО ДПМН ја направи таа грешка, ќе бидам многу искрен со вас. ВМРО ДПМН требаше навреме да свати дека е време да го испушти притисокот кој што општеството го создаде. Не би сакал повторно да влегуваме во една таква ситуација во која што промената на власта ќе значи неколку годишна или во овој случај неколку месеци подолг процес во кој што општеството само ќе влегува во конфликти меѓу себе и ќе продуцира негативна енергија. Димовски денове подпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски во едно интервју рече 85% од вистинските македонци се против несување на бугарите во македонскиот устав. Кој е критериумот за тоа кои се вистински македонци? Дали е тоа доволен аргумент? Не сум го гледал интервјуто, веројатно мисли на македонците по етничка припадност, заради тоа што повеќето анкети во Република Македонија прават стратификација и кроз табулација на податоците во смисла на тоа која етничка заедница како размислува. Македонците така размислуваат, но по етничка припадност. Верувам дека тоа му било интенцијата. Она што мене ми е интересно е што на сите тие анкети и 20-30% од албанците истото го мислат. Дали не го делите впечатокот на дел од политичките опоненти, дел од јавноста дека ВМРО ДПМН игра на национал-патриотската карта, всушност да ја зајакне поддршката меѓу граѓаните, имајќи во предвид дека јазикот, идентитетот се чувствителни прашања, а при тоа не гледајќи визионерски, дека сепак државата треба да се води, да се движи кон Европа. Во делот на вториот дел од вашето прашање апсолутно не е спорен, заради тоа што ВМРО ДПМН своите визии во своите програмски документи е прва политичка партија која што се залага за тоа. Во првиот дел од вашето прашање не би кажал патриотска национална компонента, би кажал компонента на достоинство на македонскиот човек, на македонецот во ова време да се избори и да го зачува својот национален идентитет. Тоа не е нити срамно, нити проблематично. На крај на краиштата ВМРО ДПМН има таква компонента уште од своето формирање како политичка партија да се бори за македонско национално единство. И тука ништо не е спорно, ништо не е проблематично. Проблематично е кога сакаме да ги доведеме во конфликт таквите состојби. Ние не смееме како општество да дозволиме зачувувањето на македонските национални карактеристики да се во конфликт со желбата да станеме дел од Европската унија. Формулата која што мора да ја пронајдеме како општество е тие работи да одат паралелно. Зачувувањето на македонскиот национален идентитет со зачленувањето во Европската унија. Јас имам желба Македонија да стане членка во Европската унија заради тоа што и јас сонувам Македонија да нема граници, да има отворено движење, не само спрема Албанија и Србија, туку и спрема Бугарија и спрема Грција. Тоа е македонски национален сон. Дали, например, не е доволно за нас потврдата, например, неодамнешна на германскиот Бундестаг околу македонскиот јазик изгласана во Берлин? Видите, ние никогаш сме немале проблем околу македонскиот идентитет со Германија, или со Франција, или со Обединетото кралство, или со Соединетите Американски држави. Секогаш проблемот се случувал тука на Балканот. Оспорувањето на македонскиот национален идентитет не е европска вредност. Не е вредност на 21. век. Ние за И жал... тоа дали станува збор за билатерален проблем или проблем на релација Скопје, Софија, Брисел? Беше билатерален проблем се до прифаќање на францускиот предлог. Од моментот на прифаќање на францускиот предлог, за жал, пак ќе речем штетно, тој проблем помеѓу Македонија и Бугарија стана мултилатерален, заради тоа што Бугарија успеа своите условувања, кои што се базицирани во нивна
декларација од парламентот бугарски од 2019 година во една дипломатско опакување, малце посовесно, малце покултурно да звучи, да ги внесе како дел од преговарачката рамка. За жал, во овој момент ние имаме ситуација во која што Република Македонија како ниту една друга држава досега која што е станала членка на Европската унија да ги има билатералните проблеми како дел од една мултилатерална рамка. Следите интервју со Илија Димовски, поранешен пратеник и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Димовски, како вие гледате на овие нови случаи на домашната сцена од аспект на битката против корупцијата и криминалот? Деновиве недела, уствари, одбележа апсењето на неколку инспектори, бизнисмени, политичари. Дали ова пресметка помеѓу групите на ДУИ и така наречената огнена група, или власта се обидува да прикаже дека има неселективен однос во справувањето со корупцијата и криминалот? Не, апсолутно. Јавното обвинителство во Република Македонија подолго време, не само сега, подолго време, ако сакате и у повеќе години, и судството се апсолутно во корелација со извршната власт и сите активности, сите обвиненија, сите пресуди, сите постапки, повторување и така натака, се во корелација со извршната власт. Дали тоа значи дека продолжила праксата уште од времето на Груевски, а Ковачевски е надограден? Мислам дека е илјадакратно мултиплицирана и самите анкети го кажуваат. Тоа не треба ниту еден политичар од ВМРО-ДПМН да ви го каже. Во тоа време довербата во судството, во обвинителството беше некои скромни и недобри 20-30%. Последната анкета на ИРИ вели дека само 1% од граѓаните веруваат во судството и во обвинителството. Впрочем, ние видовме десетици случаи на политички прогон заради гласање со преспа, негласање со преспа. Видовме случаеви на директно уценување на бизнисмени од страна на представници на таа судска или јавна обвинителска фела и сето тоа не се адресираше. Да, се случуваат и во други држави такви состојби, но во Македонија нема адресирање. За жал, ние дојдовме во ситуација во која што размислувањето за еволутивни реформи во правосудството повеќе никој не го сваќа сериозно. Мислам дека како држава веќе ја имаме преминато таа линија на потреба од револуционерни методи во правосудството, со многу по-остри и многу по-силни реформи во смисла на тоа како функционира тој систем. Може ли да ми го објасните феноменот што и на последните анкети висок е рейтингот на поранешниот премиер Никола Груевски, кој веќе на политичката сцена подолг период го нема? Видете, ВМРО-ДПМН е голема партија. Не само во бројот на гласови кои што ги добива и во смисла на својата шарена структурираност. Значи има луѓе кои што потекнуваат, кои што се членови од таа партија од 90-тите, од првата фаза, од фазата на владење со Ѓоргиевски, од фазата на опозиција со Груевски, од фазата на владење со Груевски, оваа фаза со новиот претседател Христијан Мицковски. Така да, воопшто за мене тоа не е фактор на проблематизирање од аспект на тоа дека партијата расте од ден на ден. Се поголема поддршка дава, се структурира, се стабилизираше внатрешно, нема потреси, односите се сосема коректни внатре во партијата и мислам дека партијата е на прав пат да оствари значајна победа на наследните парламентарни избори. На крајот, што се промени во ВМРО-ДПМН со доаѓањето на Мицковски како лидер? Во реториката, во начинот на кој Мицковски ја практикува, односно ја води партијата? Видете, има значајни промени, но има и одредени работи кои што се во континуитет. Значи, никој во ВМРО-ДПМН не се срами од тоа што ВМРО-ДПМН е препознатлива кај граѓаните на работлива партија, на организирана партија, на активна партија. Никогаш за време на владење на ВМРО-ДПМН не се случувало реконструкција на автопатска линија од 3 километри Петровецка-Тланово да трае 6 години. ВМРО-ДПМН имаше таа динамика на исполнување на обврските, што денеска па го гледате преку активностите на градоначалниците во Скопје и ширум Македонија. Јас не сум видел град каде што ВМРО-ДПМН има градоначалник да нема масовно асфалтирање, масовно градење на водоводни, канализациони мрежи и така натаму. Тоа е една компонента која што ВМРО-ДПМН ќе има и понатаму.
Она што мене ме радува, а и често и јавно сум го зборувал во периодот пред 5-6 години, е тоа дека ВМРО-ДПМН ја научи лекцијата како не смее да функционира не слушајќи го целото општество. Тоа беше една од клучните грешки. Значи, ВМРО-ДПМН стана пресилна од позиција на власт и престана да го слуша широкото општество. Престана да има комуникација со граѓанскиот сектор, со медиумите, онаква каква што треба. Она што гледам дека е изменето е тоа и се надевам дека нема да ги повторува своите грешки. Оние граѓани кои што имале доволно аргументи тогаш да се плашат од едно такво ВМРО, мислам дека сега треба да бидат максимално спокојни. Научена е демократската лекција. Димовски, да сублимираме, прогнозирате дека нема да поминат уставните промени и дека потоа по некаков редостет треба да се оди на превремени парламентарни избори. Дали тоа би значило опасност од самоизолација на државата? Не значи, апсолутно не значи, заради тоа што процесот на евроинтеграција ќе си има своји успони и падови. Тука не треба да страхуваме. Второ, ние имаме исклучително добри билатерални односи со многу членки на Европската унија, економски сме поврзани скоро апсолутно со државите членки на Европската унија и конечно не го разбирам тој аргумент заради тоа што Република Македонија е членка на НАТО. Не можете во тие односи, во тој свет, западен свет, каде што пледираме да станеме дел, да изолирате земја која што е членка на НАТО. Така да тој аргумент го користи власта да наметне некаква доза на страф. Апсолутно не е тоа разумно. Благодарам за гостувањето во емисијата.